Продолжува потпишувањето на кодексите за фер избори. Денес своите заложби декларативно и со подпис ги потврдија и градоначалничките кандидати на Карбинци. Очекуваме фер и демократска изборна кампања во кој што како политички партии, како кандидати ќе понудиме и програмска понуда и кадровска понуда, од која што граѓаните ќе имаат избор да ги изберат најдобрите, да биде борба на идеи, на иницијативи, на програми. Очекувам и од противникот и од сите учесници во оваа изборна кампања една фер кампања без манипулации, без непосакувани работи. Очекувам на крајот граѓаните на општина Карбинци да добијат идната власт да ја добијат онака како што тие ја посакуваат. Во Делчево кандидатите отидоа чекор понатаму па испија и едно заедничко чаршиско кафе, откако претходно пред граѓаните ветија ферплей. Јас целосно ќе се придружувам кон овој кодекс, се надевам и другата страна. Ги поздравувам граѓаните, ги убедувам дека од моја страна се ќе биде во најдобар ред и дека ќе ги ослободиме граѓаните да гласаат сами, по собствено убедување, без уцени и закани. Уште еднаш потенцирам овој кодекс кој попитувавме, ќе го почитувам во целост. Изборите се врв на една демократија, аналогно на тоа мора да обезбедиме процес во кој што граѓаните врз основа на програмите, на политиките кои што ги спроведуваме, угледот, достоинството на нас како кандидати за градоначалници, на листата на советници, слободно ја изразат својата волја да ќе водам позитивна кампања, исклучиво позитивна кампања, ќе ги презентирам моите визии, моите идеи за развојот на Делчево во наредните 4 години. Очекување на фер и демократски надпревар на идеи и проекти кои што ќе обезбедат подобрување на условите за живот на граѓаните, изразија и кандидатите за првите функции на Пробиштип, Драган Анастасов од СДСМ и Маријан Миленковски од ВМРО ДПМН.